Номинирањето на директорот на Exxon Mobil Рекс Тилерсон за нов државен секретар на САД повторно ја разгорува дебатата за тоа како администрацијата на избраниот председател Доналд Трамп ќе се справи со односите со Русија. Под лидерската палка на Тилерсон, нафтениот гигант Exxon Mobil подпиша серија договори за соработка со руската државна компанија за нафта Роснефт. Најголемиот договор беше сделка во висина од $700 милиони за вадење нафта од Арктикот. Путин потоа го одликуваше Тилерсон со рускиот орден за пријателство во 2013-та. Меѓутоа, соработката на Арктикот беше стопирана по руската анексија на Крим и војната интервенција во источна Украина следната година. Американската влада брзо потоа воведе економски санкции за Русија, таргетирајќи го нејзиниот енергетски сектор. Тилерсон во мај 2014-та пред акционерите на Exxon Mobil истакна: "Не поддржуваме санкции, генерално бидејќи сметаме дека не се ефективни, освен ако не се многу добро имплементирани и сеопфатни, а тоа е многу тешко да се направи." Exxon Mobil поради американските санкции беше принуден да ги напушти плановите за вадење нафта од Арктикот, заедно со ред други заеднички активности со Русија. Ова ја чинеше компанијата околу $1 милиарда. Тилерсон за оваа ситуација говореше во февруари во разговор со студенти на Универзитетот во Тексас. So my relationship with Vladimir Putin, which dates back almost 15 years now, I've known him since 1999, and I have a very close relationship with him. I don't agree with everything he's doing. I don't agree with everything a lot of leaders are doing. But he understands that I'm a businessman. Врските на Тилерсон со Русија се очекува да покренат многу прашања на сослушувањето пред комисијата во Сенатот. Републиканските сенатори Линдзи Греам и Марко Рубио веќе изразија загриженост за Тилерсон и не се единствените кои реагираат на оваа тема. It's a matter of concern to me that he has such a close personal relationship with Vladimir Putin, and obviously they've done enormous deals together, that would color his approach to Vladimir Putin and the Russian threat. Во изјава за Радио Слободна Европа, директорот на Рускиот национален фонд за енергетска безбедност вели дека одобрувањето на номинацијата на Тилерсон како државен секретар на САД може да и биде од корист на Москва. Как дипломат-переговорщик с Москвой. Я считаю, что, конечно, это полезное будет назначение для нас. Я не собираюсь его переоценивать, но очевидно совершенно, что бизнесмен, он гораздо ближе и понятнее Путину, потому что Путин сам по натуре-то бизнесмен скорее, а не политик, и в этом плане договориться будет проще. Тилерсон во јуни годинава на енергетскиот форум во Санкт Петербург избегна да одговори на прашање за санкциите, споменувајќи ја неговата врска со директорот на Роснефт Игор Сечин. Okay, thank you. As to the sanctions questions, I'll use the same approach my friend Mr. Sechin took, and that's a question for the government. Меѓутоа, ако Тилерсон биде одобрен за државен секретар, ова ќе биде прашање кое тој ќе може да го одговори и лично и директно, како нов шеф на американската дипломатија.